deca dobri, radosni, pagjat od nebo visoko. Po ezera, reki, izvori, igrat igri veseli, za detski oči golemi. Taki ladni, topli, prozirni, pagjat silni doždovi, trava, pari golemi. Voladni zimski predeli, pagjat beli snegulki, trkalat nežni u lavini. Svet postoji od nekoj zakoni za nas, za nas. A za azbuka, P za priroda. Iz oblaci razigrani, trava, čuda golemi. Po zemlji razni dalečni, nosa detski poraki, mislete na prirodata. Sve to postoji od nekoj zakoni za nas, za nas. A za azbuka i P za priroda. Браво! Вие сигурно од поодамна ги познавате буквите и знаете да ги прочитате сите надписи што ги сретнувате на улица. Која знае азбуката, знае и да чита. Буквата А. Ете од што го почнувале својот пат од чудесната земја на знаењата сите оние што ја научиле азбуката. Но има и друга азбука. Друга азбука? Да, тоа е азбуката на природата. За да се изучи, треба уште од раните детски години да се оди низ шумите, низ планините и добро да се наблюдува. Таа е строга учителка. Треба да се знае тоа и ги кажува сите оние кои не ја изучиле добро нејзината азбука. А што се тоа езера? Значи, денес ќе зборуваме за езерата. Како прво, под поимот езеро се подразбира секоја природна длабнатинка на копното, исполнета со вода, која навидум не се движи. Но тука се и вештачките акумулации или езера кои ги создава човекот поради своите потреби. Што е убаво. Само како настанале? Што тоа? Езера. За нивното настанување ќе зборуваме малку повеќе, но запомнете добро.
Според настанокот, езерата ги делиме на 4 групи. Тектонски, ерозивни, акумулативни и вештачки. Тектонски езеро. А сега да се запознаеме со сите 4 групи посебно. Прво, за тектонските езера. Тие настануваат во котлинските делови со спуштање на дната во котлините по должината на расебните линии. Такви езера се, например, Охридското, Преспанското и Дојранското во нашава земја, Бајкалското во Советскиот сојуз, големите езера во Соединетите Американски држави, Танганика и Њаса во Африка и многу други. Во тектонската група езера спаѓаат и реликтните езера, кои се остатоци од некогашните мори. Тие се формираат со издигнување на земјиштето во реонот на морската теснина или на заливот, така што доаѓа до прекинување на врската меѓу Светското море и новиот езерски басен. Такви се Каспиското и Аралското езеро во Советскиот сојуз, Островското и други езера во Егејска Македонија и други. Азбуката на природата не е баш лесна. Ама интересно. Во групата тектонски езера спаѓаат и вулканските езера. Тие се формираат во кратерите и калдерите на изгасените вулкани. Добар пример е кратерското езеро во Соединетите Американски држави со пречник од 8 км и длабочина од 650 метри. Но не е само тоа кратерско вулканско езеро. Ги има и во Јапонија, Индонезија, Исланд, Италија и на многу други места. Во групата на вулкански езера се вбројуваат и езера кои настануваат со преградување на речните долини со лава. Такво потекло има Серен во Ерменија, во Советскиот сојуз, како и езерото Викторија во Африка. Езерца, сите убави на Вова се збрала. Токму така. Но да ви кажам сега нешто и за езерата кои настануваат при големи земјотреси, при што доаѓа до лизгање на големи маси земја во речните долини и до нивно преградување. Тоа се така наречените урниски езера. Така, например, во долината на реката Мургаб на планината Памир во ноќта меѓу 8 и 9 февруари 1911 година едно стравотно лизгалиште предизвикало земјотрес кога по длабоката речна долина се спуштила маса од 2 милиарди и 200 милиони кубни метри земја.
при што се создал бран од 800 метри зад кој почнало да се формира Серенското езеро. Вакви езера нека има што помалку. Да не го заборавиме и тоа, дека меѓу оваа урниска група припаѓаат и метеорските езера. Тие настануваат во кратерите кои се формираат при паѓањето на некој джиновски метеор. Типичен пример е езерото Чаб на полуостровот Лабрадор во Северна Америка и езерото Коми на островот Стрема во Естонија во Советскиот сојуз. Со тектонските езера завршивме. А сега се наред ерозивните езера. Овие езера, за разлика од тектонските, настанале со помош на надворешните сили во длабнатините, издлабени од речните, карсните, како и од еолските ерозии. За ледничките езера може да се каже дека тие лежат во цирковите, поправо во длабнатините, од кои паѓале плеистоценските планински ледници. Народот овие езера ги нарекувал планински очи поради нивната убавина. Така слободно може да се каже дека вакви езера има скоро на сите високи планински масиви, па и во нашава република. И то на Шарпланина 20, на Кораб околу 10, на Јакупица, Пелистер, Јабланица, Стогово, а пак траги од овој вид езера има и на Бистра. Капка по капка езеро. Освен ледничките езера, меѓу ерозивните езера припаѓаат и речните езера кои поради флувијална ерозија настануваат во пошироките речни корита. Тоа се така наречените проточни езера. Но многу почести се езерата кои настануваат при меандрирањето на рамничарските реки. Вакви езера имаме покрај сите поголеми рамничарски реки, како што се Дунав, Сава, Морава, Драва, Дрина, Вардар, па и покрај други поголеми реки. Но интересно е да се каже за овие езера дека се и многу богати со риба, па и со птички свет. И поради таа реткост се заштитени од законот.
зборот дупка не дупнува, ама се памети. Карсните ерозивни езера се формираат на карсните терени. Во вртачите, во заливите и во карсните полиња. Најдобар пример од тој тип езера е длабоката бунарска вртача наречена Црвено езеро кај Имоцки. Но најголеми се Скадарското езеро и езерото Врана, чиишто дна се подморската површина. Без мака нема наука. Во карсните езера се среќаваат и термокарсните езера, кои најчесто се формираат во пределите на постојано замрзнатото земјиште. Тие настануваат потопењето на мразот, кога теренот се спушта. Такви езера имаме во Сибир, во Јакута и на многу други вакви и слични места. Бел како снег. Благ како мед. Последниот тип ерозивни езера се еолските езера, кои се формираат во длабнатините, што настануваат под дејството на ветрот. Такво езеро е Палич кај нас во Суботица, додека во дивите афрички пустини ги викаат Шот, во Туркестан Такар, а во Монголија Баер. Учи се од мал. За да не ти биде жал. Кога ќе пораснеш? Исто како и ерозивните езера и акумулативните настануваат со помош на надворешните сили во длабнатините. Па така може да се каже дека акумулативните езера настануваат со наносен материјал од страна на реките, ледниците, морињата, како и со материјал од органско потекло. Така, речните акумулативни езера настануваат со таложење на калциум карбонат на брзаците во речните корита. Ваков настанок имаат Плитвичките езера на реката Корана и езерата на реката Плива кај Јајце. Додека приморските акумулативни езера настануваат само покрај нивните песочни брегови и ги викаме лагуни, зоогените езера пак представуваат посебен тип акумулативни езера, кои настануваат во водите во кои се населени корали. Најмногу вакви езера се јавуваат на атолските острови во Тихиот океан.
Учи, зашто учењето е четврто око. А сега да кажеме збор два и за вештачките езера, кои во нашава република ги има повеќе. Мавровско, Тиквешко, Велешко, Шпилско, Стрежево И многу други. Овие езера настануваат со преградување на речните долини, на клисурите или кањоните, со бетонски или земјени брани направени од човекот. Работата го краси човекот, ама мрзата го внаси.